Добро утро. Како што каже самата, денеска се вклучуваме од социјалниот центар Дуња, на линк со нас е Джелан Велију, која што има и тоа многу што да ни раскаже за функционирањето на овој центар. Добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Ви благодарам на поканата. Добро утро. За прв пат во утренски брифинг го третираме социјалниот центар Дуња, навистина интересно место во кое што пред пандемијата се случува многу дружења, забави, представи театарски, настапи на музички групи. Како функционирате сега? Па сега потешко функционираме, мислам имајќи ги во предвид околностите кои што настанаа со пандемијата. Во летниот период имавме некои активности настани во дворот, но сега од кога заладен или не можеме да ги обавуваме да ги правиме во затворената просторија. Но сепак ние не останавме неми посматрачи на случувањата, поради тоа што со пандемијата, пример, сиромаштијата што постои уште повеќе се зголеми и бројот на социјално загрозени семејства исто така се зголеми. Одлучивме во рамките на нашите можности да помогнеме колку што можеме на семејствата кои што имат потреба. И при тоа имавме 5 хуманитарни акции во 2020 година, каде што помогнавме на, можам да кажам, 100 семејства со храна, облека, средства за хигиена, училишен прибор и така натаму. Меѓутоа, примарната идеја кога се отвараше овој социјален центар пред 5 или 6 години, не беше во фокусот токму социјално ранливото население. Социјален центар го нарековте бидејќи тука се случува социјално дружење, односно забава. Меѓутоа, потоа на некој начин како да се преориентиравте? Да, значи социјалниот центар Дуња функционира од 2016 година, значи 4 години. Социјален центар се вика бидејќи има намена за социјализација на луѓето, малку надвор од таа мејнстрим социјализација, значи каде што треба да се негуваат и по различни вредности од типот на емпатија, солидарност, борба за промена на овој систем, ова општество и така натаму. Сега како се случи да се преориентираме малку и на хуманитарните активности, на почетокот на 2020 година имавме антиконзумеристички настан, каде што разменувавме облека, книги и така натаму, се со цел да не се купува, да не се зголемува потрошувачката. И на тој настан дојдоа луѓе кои што тоа помислиле дека се работи за хуманитарен настан, па побараа да им помогнеме. И така одлучивме, мислам, тогаш почнуваше и пандемијата, да се преориентираме малку и во тој дел. Друго што сакам да кажам, во 2017 година исто имавме тука акција каде што баш во овој простор преспиваја 2 недели 10 бездомни лица. Исто така и уште 20 доаѓаја да земат храна од тука. На тој чекор се одлучивме, бидејќи во 2017 година двајца, мислам, бездомни лица починаа во Скопје, одлучивме да ги отвориме вратите на просторот за тие лица, барем додека не поминат тие минусни температури. Пред да се вклучиме во програма, ми споменавте дека овој мебел се овде што гледаме е рачно изработено, ништо не се купува, значи останувате достојни на тоа дека не треба да се претирува со трошењето на финансиски средства. Од друга страна, она што исто така би било интересно за гледачите и како податок, имате ли поддршка, финансиска поддршка од институциите или се ова што го работите сами? Апсолутно дека немаме финансиска поддршка, не сме побарали од институциите, бидејќи сметаме дека за да се зачуваме нашата автономност, не смееме да добиваме пари од институциите. Ние се само финансираме, односно поточно се финансираме преку донации. Има луѓе кои што не поддржуваат и многу често донираат за социјалниот центар. Од друга страна и не ни требаат многу финанси реално, бидејќи ние волонтерски правиме ова работа, значи никој од нас не добива средства или некои други бенефиции поради вклученоста во центарот, едноставно се е доброволно. Така што, пример, средства не требаат само за кирија за просторот, комунали и некои такви, не знам, средства за хигиена да купиме и тоа. Колективот на социјалниот центар Дуња често пати зема учество и на протести, кога се работи за прашања од социјалниот живот. На што најмногу реагирате? Па, значи, социјалниот центар Дуња исто така има некоја левичарска матрица, да кажам, на размислување. Значи, колективот и сите што доаѓаат во овој центар, значи имат критично размислување. И тоа нели е проследено и со борбен дух и така натаму. Последно ги поддржавме протестите против поскапувањето на електричната енергија, бидејќи сметаме дека не треба се поскапи, особено не во вакви услови на пандемија кога невработеноста е доста зголемена. Исто така сме дале поддршка на протестите во Америка што беа летово.
Мислам тоа поддршка со транспаренти, нели, толку сме можеле да дадеме поддршка. Од друга страна, често сме правеле тука проекции на филмови на најразлични теми, каде што потоа следувала и дискусија. Уствари, поентата на проекциите била и дискусијата да се развие критичното размислување кај младите. Интересно име за социјален центар Дунја. Зошто? Па социјален центар Дунја значи доаѓа од Невена Ѓоргиева Дунја, која што е најмладата партизанка која што е загината. Дунја избравме за да биде символ на антифашистичката борба, така таа борба се уште трае. Овде се одржуваат и комплетно бесплатни живи свирки, настапуваат бесплатно бендови, меѓутоа не само од земјава, туку и од странство. Како дознаваат за вас? Како го воспоставувате контакт? Па дознаваат најверојатно преку Facebook страната, само тоа го имаме како официјален медиум. Значи, ако побарате социјален центар во Македонија, само Дунја постои, така што не е тешко да се дознае, па ке ни пишат порака као дали сме заинтересирани за свирка, па некојаш и престојуваат тука, бидејќи центарот не е направен само за колективот да ужива во центарот, туку секој што сака да придонесе, се согласува со центарот, може да придонесе на било каков начин. И тоа често се случувало еве со свирки, пример. Сега не ми текнува баш, ама од различни земји доаѓале тука луѓе кои што одржувале свирки. Исто така поетски читања имало, значи најразлични активности. И уште пред самиот крај да ни кажеш какви се плановите, на почеток сме на една нова година и што е тоа што може да очекуваме дека овде ќе се случува? Па сето тоа зависи, мислам, и од состојбата со пандемијата, но како што гледаме дека бројките на заболени опаѓаат, така што се надеваме дека ќе се вратиме во нормала, а таа нормала за нас значи продолжување на борбата, каде што застана, значи се надевам дека социјалниот центар ќе продолжи со работа и колективот доста ќе се прошири. Ти благодарам многу за денешното вклучување во утренски брифинг и ви посакувам успех во вашата понатамошна работа. А ние се одјавуваме од социјалниот центар Дунја.